che ha elementi di grande modernizzazione. Познатиот прилепски бренд маската Прилепски мечкари се закити со награда за најмаска на меѓународниот карневал во Исернија, Италија. Прилепските мечкари за прв пат учествуваат на овој карневал кој исклучиво ги негуваат традиционалните маски, изработени од природни материјали. Мечкарите имаат два настапи таму, еден на дефилето, а друг во сала. Предходно пак мечкарите учествуваа и на карневалот во Перник, Бугарија, кој што е еден поголемите на Балканот, каде учествуваат во дефилето и по 20.000 учесници. Еве како изгледаше дел од атмосферата на карневалот во Исернија, каде прилепските мечкари ја добија оваа награда. La pelliccia marrone, beige degli animali selvatici, ma nel contempo troviamo elementi colorati, appunto stoffe colorate. Del perdono, sono maschere sia zoomorfe che antropomorfe. Il costume, come potete vedere, è realizzato in pelle di animale. Мечкарите се уште под импресии од овој успех ни пренесоа дел од атмосферата таму. Да учествуваме таму прв пат на еден фестивал во Италија, како група во град Исернија. Бевне поканети како традиционална маска од Македонија, каде исто бевне многу добро пречекани и многу добро организиран карневал. Како се одвиваше карневалот, што се случуваше, колку дена? Карневалот беше 3 дена. Во петок имаше отворање на карневалот, презентација со настап на учесници. Во саботата имавме поворка низ градот. Во центарот беше поворката и на крај има дефиле на бина. Во неделата имавме настап на сцена во сала, каде имаше исто презентација на помал дел од учесниците, со помала група, каде бевне настапот беше одлично прифатен. Карневалот во Италија бевне многу добро упечекани и од публиката и од домаќините. За настапот таму добивме за најмаска награда од жирито и од публиката. Каде бевме многу убаво пречекани, на излез од салата, цела сала ни аплодираше за настапот и за маската. Бевме на два карневали, едни во Бугарија во Перник, други во Италија во Исернија. Поминавме многу пречекани. Колку маски имаше на карневалите? На карневалите во Исернија беше еден традиционален карневал, што имаше традиционални маски, а во Бугарија беше над 20.000 учесници. Тоа е навистина огромен. Дали и таму се маските само традиционални како нашите прилепски? Не се традиционални маските, има и од општо пријавени групи. Инаку според некои записи, групата Прилепски мечкари е стара околу 120 години. Неја ја сочинуваат членови на касапскиот еснав во градот, кои за овој ден се преправале во кожите од животните кои што ги колеле преку целата година и преку разни ритуали и обреди кои што ги прават ги бркале лошите духови. Мечкарите се иницијалната каписла со маскирање или по прилепски кажано преправање да започнат и другите жители на градот, што пред 22 години резултираше со оформување на карневалот Прочка. Таа е основана од прилепскиот еснав касапи, кој ние и понатаму се трудиме да ја одржиме. Меѓутоа, некако тешко оди, нема веќе еснафо, нема се намалува, кланицата не работи, останува само личаните и ради тие онакво сме принудени да примиме членови надвор од месарскиот занаат, од касапскиот. Инаку, кожите ги набавуваме преку цела година, да речеме некој ако заколи. Обично за Великден коживе се прибира за Великден јагнешките и овчките.
ги земеме, ги солиме, ги штавуваме, ги одржуваме. Инаку мора да ја одржуваш, ако не ги одржуваш, се расипува, како да кажам. Кога ќе заврши карневалот, ги прибираме, ги периме, ги складираме, кладаме тост и лаванда за да не ги вајча малците. Ако ги оставиш така до година, ги јади се куба. А и дефицитарна е веќе ми кожата, нема стока низ државата, се потешко идеме до кожа. Маските, суратите, што се направи? Суратите, основата на суратов е чојата. После на не заредиме монисти, заби од дива свиња, рогови од овен, од говеда. Опашки исто има од крупна стока од говеда, мислам. И секоја година се нешто се додава. Што ќе ти падни на око, ќе можеш да си ја додадеш, значи тој никогаш не е завршен. Стално нешто додаваш. Едно, париче ќе најдеш, париче ќе закачеш. Дали секој дел си има своја посебна символика на маската? Нема дел, тоа е да изгледа колку што може и пострашен. Да нади да биде полично, пострашно, така, значи сепак тоа е на некој начин ги бркаш злите духови со таа маска. Кога ќе излезат мечкарите на дефиле, има една посебна игра што играат. Што представува таа? Таа игра представува убивање на злото и раѓање на новиот живот. Затоа ако ќе падне она мечка, да речеме злото што го удираме со стапоите, го тепаме. И потоа се раѓа нов живот. Со тоа ние се ги откупуваме гревоите што ги правиме преку целата година со одземање на живот и на стоката. Оваа група инаку број околу 40 до 50 членови, но најважно од се е дека таа има голем број млади, кои што сакаат да ја продолжат традицијата. Вела дека чувството под маска, која што некогаш тежи до 30 на килограми, не може да се опише со зборови. Едноставно човек требало да проба да се преправи мечкар. Подготовките за карневалот ја започнат уште во саботата на 16 март, кога мечкарите одат и го канат касапскиот еснав. Потоа во неделата на 17 е дефилето, а во понеделникот на 18 март, односно чист понеделник. Како и секоја година, традиционално за сите граѓани, касапите прават специјален посен граф како ручек, кој што го даваат за сите граѓани на манастирот Свети Ѓорѓија. Дали е тешко да се носат сите овие елементи на себе си како дел од маската плебски мечкари? Е тешко, не велам не, ама мислам дека со време ќе се навикнеш на маската, на звонците што ги носиме на нас, на коживе. Со време дека ќе се навикнеш, нема да ти биде тешко. Колку е тешка целата оваа опрема што носите на вас? 30 кила. Се насиди 30 кила. И колку часови во текот на денот за време на карневалот се носи и колку километри се поминуваат со незе? Ко што кажа, тони се шета со две групи, што сме се поделуваме, го поминуваме цел град. Од сабајле до вечер, што се оди цел ден преправени, цел ден се на нас. Јас сум нов член во групава, 2 години. Мојот татко беше касап, ми беше ке волја да го почнам нештото, тоа е починат. Значи, традицијава е убава. Нештото е убаво, се дружиме, не знам, по карневали, Бугарија, Италија, овде, значи е убаво нештото. Сега тешки се кожи едно друго сето, ама се навикнува. Значи кожите се прават тешко, значи се нема оти стока, значи тешко е, ама со труд, со волја нештото се снајдуваме. Потешко, ама се снајдуваме. И се обновува сурат, сето така. Низ целата година се шија, се ностоп, се доправа. Маската е прогласена од страна на Министерството за култура за нематеријално културно богатство на Македонија.
Иако во минатото имаше обиди таа да стане дел и од листата на заштита на УНЕСКО, како светско културно наследство, засега овој процес тапка во место. Потребна е поголема иницијатива и од државата и од општината.